Парк шумата Водно од минатата недела е мета на нови градежни активности. Се прекупува поради изградба на гасовод, за што е предвидена и сеча на дрвја. 4 багери во вторникот взори без најава се искачиле на Водно и почнале да го рамнат теренот на местата каде што треба да поминува гасоводот. Работеле 2 часа и си заминале. Израмнете и дел од шумата на местото наречено Бел камен во должина од околу 200 метри и во ширина од околу 25 метри, а околчена е и целата траса кон Матка каде што треба да минува гасоводот. Багирите сотрале и неколку борови кои стојат покрај израмнетиот дел. Откорнати и искршени дрвја има и по целиот пат кој води до Бел камен, пречеле на машините. Работниците си заминале и ги оставиле багирите кои веќе една недела се во парк шумата без чувар. Ги чуваат шумарите на јавното претпријатие Паркови и Зеленило. За новиот напад на Зеленило на Водно алармираа планинарите кои ги забележале градежните машини во близина на врвот на Водно. Тие не се согласни гасоводот да ја пресече парк шумата и бараат стопирање на градежните активности. Адријан Муча, директор на јавното претпријатие Паркови и Зеленило во чија надлежност е парк шумата Водно, вели дека почнале подготвителни работи за гасоводот, но се е стопирано и во тек се состаноци на кои ќе се реши дали изградбата ќе продолжи. Директорот тврди дека во подготвителната фаза немало сеча на дрвја. Немаме ниту издадено одобрение за сеча на дрвја, ниту пак сме добиле барање за сеча. Градежните работи се стопирани. Со целиот случај за градење на Водно е запознаен скопскиот градоначалник и во тек се состаноци на кои ќе се реши како да се постапува понатаму. Проектот за изградба на гасовод низ Водно е одобрен уште 2010 година, кога Министерството за транспорт и врски направи физибилити студија за влијанието врз околината. Низ Водно ќе минува магистралниот гасовод Скопје Гостивар Кичево. Гасоводот минува под локалниот пат за селата Сонја и Ракотинци, ја заобиколува викендна селбата помеѓу село Сопиште и село Ракотинци и навлегува во урбаниот простор на планираната населба Сончев град. Од таму се искачува кон врвот на Водно, западно од Милениумскиот крст. На ова место е предвидено одвојување од главниот магистрален вод со поставување блок станица Водно за обслужување на комплексот во склопот на Милениумскиот крст. Од врвот на Водно гасоводот продолжува кон Матка. Утврдено е дека секаде каде што трасата на гасоводот минува низ нискостеблеста и високостеблеста вегетација ќе биде неопходно да се отстранат стебла и грмушки. Предвидено е загадување на воздухот од градежните машини и од заверувањето на цевките, бучава од механизацијата и појава на градежен шут, а пресметани се низа ризици по околината и во текот на користењето на гасоводот. Гасоводот го гради акционерското друштво Македонски енергетски ресурси, од каде нема официјално известување за почетокот на градбата на Водно.